Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во петото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска зборуваме за една навидум едноставна тема. Велам навидум. Витаминот Д. Се повеќе се испоставува дека има многу функции, многу улоги во нашето тело и дека како проаѓа времето, се повеќе и повеќе ги откриваме. За нив, но и за заблудите. Денеска ќе разговараме со доктор Антоније Хаджи Антоновски, специјалист ортопед. Витаминот Д. Витамин или хормон? Тоа е првото прашање на кое што денеска ќе одговориме. И тоа е првата дилема или заблуда со која што ќе се соочиме. Меѓутоа, следните дилеми не се воопшто помали. Дали кај нашата популација има недостаток на витамин Д? Колку често? Зошто? Нели живееме во земја која што е сончева? Си го поставуваме прашањето дали сите имаме или можеби пак ни недостасува витаминот Д. Можеме ли да го земеме од храната? Или тоа не е баш можно? И конечно, кои се сите улоги кои што ги игра витаминот Д во нашето тело? Порано зборувавме само за калциум и за здравјето на коските. Но ако не сме читале нови научни студии во последните 15-20 години, веројатно ќе мислиме дека само тоа се улогите на витаминот Д во нашето тело. Денеска науката вели друго. Имуномодулатор. Влијание врз автоимуните болести, кај малигните болести, кај метаболичкиот синдром. Листата станува се подолга и подолга. Како и зошто дојдовме до тие сознанија денеска во нашиот разговор? Колегата Хаджи Антоновски, познат ортопед кај нас, за мене познат од студентските денови. Генерација. Да. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов во студио. Ви благодарам. Разговараме за витаминот Д. Тема за која што не знам друг колега да има поголем ентузијазам за нејзе. И јас сум тука некаде со ентузијазмот за темата за витаминот Д, но некако вас. Што е витаминот Д? Витамин или хормон? По витамин по групата во фармацијата, иначе во човековото тело и тој како хормон. Да. Зошто? Затоа што е нешто што го синтетизира човековото тело, а не се добива од храната, ама среќа што се добива под дејство на сончевите зраци и затоа е вклучен во групата на витамини и имаме среќа што е таму за да не биде скап во аптека која ќе купувам. Да. Може ли малку за почеток да ги објасниме? Еве, каде се создава, како се создава, чисто метаболизмот на витаминот Д, малку да почнеме така, да се воведуваме во темата. Се создава во човековата кожа под директно влијание на сончевите зраци и на ниеден друг начин не може да се создава. Так. Значи, и тоа само на еден зрак од сонцето, тоа е УВБ зракот. Так. Кога паѓа под одреден агол во човековото тело, го создава девита. Сега не го објаснуваме тоа за публиката. Така. Значи, он кај се создава еден провитамин кој што оди во црниот дроб, па од тука се трансферира во бубрезите, со еден помош на еден протеин кој што го носи до бубрезите, тука во бубрезите се создава активна форма Така. на Д-витамин и таа активна форма се носи до секоја клетка во човековото тело. Колку е битен е самиот показател дека на секоја верига од ДНА молекула имаме закачени 3 рецептори за примање на Д-витаминот. Значи, секоја наша клетка, не само коските, нели, како што се вели само, нели, за калциумот. Секоја наша клетка има потреба од витамин Д. Апсолутно, апсолутно. Тоа е самата кој ќе видат молекулата на ДНА како се закачени рецепторите, тоа го докажува колку е он битен за нашата... И ни станува јасно, апсолутно. Нашата популација. Еве, од кај нас да тргнеме, па можеме и глобално да зборуваме. Има или нема дефицит на недостаток на витамин Д и зошто? Дефицит скоро сегде го има. Така. Може би не во оние дози како што е кај на пример популацијата која што живее многу северно, ама и како имаме дефицит. Зависи и кој дел од нашата популација, на пример градежен работник, така. Во летно време нема дефицит на Д-витамин.
земјоделец нема дефицит на D-витамин. Ние што сме по канцеларии затворени. Ама ние што сме во рудници, апсолутно и те како имаме. Да. Колку е загрижувачко сето тоа? Бидејќи, нели, вака ќе видиме ниско ниво и можеби не можеме да ги сватиме од прва последиците. Особено, нели, кога ќе видиме на вистина ниско, 10 по 10, според мерната единица како што е. Колку тоа треба да го загрижи еден човек ако види дека нивото на витамин D му е ниско? Прво, нивото во серум, кој ќе се испита од крв, кој ќе се испита D-витамин, многу често во лабораториите, на тој бројач, не многу често, туку сегите во секоја лабораторија кај што се изработува D-витамин, поминува и D2 молекулата. Така. И најверојатно тоа што ќе види таа доза ситна, што се смета како еден висок дефицит, што има некоја бројка во крвната анализа, таа е D2. D2 е D-витамин добиен од растенија, од зеленчуци, од храна, и тој воопшто не е битен за луѓето. Не ни врши функција? Никаква функција. Значи тој врши за растенијата функција, за луѓето не е. И кога ние мериме во крвта витамин D, како што викаме, кој го мериме? D2 или D3? Заедно. Истата е молекула и поминува на бројач од истата молекула. И практично D2 и D3. И колку е вообичаено соодносот? Има ли начин да се знае? Сооднос нема, ама во принцип тоа што има сознание е дека некои си 20 до 30% од крвната слика стално има D2. Значи, ако е ниско, уште пониско е. Е само D2. Нема D3. Так. D3 веќе имате кога имате над средина на референтна вредност. Зарем можно и до толку да биде јак дефицитот, да D3 воопшто да не биде присутен во организмот? Ние сме правиле многу анализи, кај многу преку 2000 анализи имаме сигурно направено во референтна лабораторија. Така? Каде што имаме сознание дека, например, земјоделец при нормална изложеност, значи на сонце, во летните денови, секојаш има во горна третина D-витамин. Од таа скала што е од таа скала што било која референтна и да е наномоли на така литар и нанограми на милилитар, истата таа горна третина. Така. Никош нема во токсична доза. Зошто нема? Например, еден човек кој ќе излезе на сонце, по куси ракави, куси панталони, 15 пола сат да кажеме да изложен на јако сонце, неговото тело создава негде од прилика 25.000 единици D-витамин. Во тој ден? Во тој ден. И системот... Не ли е тоа токсична доза? Не. Тоа е нормална дневна доза и системот се исклучува за да не влези во интоксикација. А има начин, значи, телото... Апсолутно, кога се надополни таа доза, има истражување за тоа, се исклучува телото и не продуцира повеќе D-витамин. Добро. Проблемот е во тоа што ние не излегуваме на тоа сонце надвор, кога создава сонцето D-витамин. Тоа сакав да кажам. Нели ние некако се тешиме, мислам еве уште една заблуда. Рековме дека ќе расчистуваме многу заблуди поврзани со витаминот D. Една од најчестите заблуди која што сум ја сретнала е ќе кажат луѓето па видете колку сонце има кај нас. Сонце има, ама дали ние се изложуваме на тоа сонце и дали е доволно тоа што лицето ќе ни се појави на сонцето, не знам, неколку минути максимум во текот на денот пред да се сокрием или на работно место или дома или во кола, дали тие неколку минути вака на раце и лице што ќе ни се изложи на витаминот D, макар и во лето, дали се доволни за да создадеме доволно витамин D? Сонцето е доволно за да бойлерите на куќите имаат топла вода убаво, ама за D-витамин во кожата не. Да. Проблемот е првен во кој дел од денот ќе излеземе надвор. Втор проблем е во кој месец ќе излеземе надвор. Ето ова сега да го разложиме. Затоа имаме правено баш студија со мерење на аголот на сонцето во студијата е Централна Македонија. Може да го објасниме, еве ни го слайдот. Да. Може ли да го објасниме што означуваат бројките и двете бои? Првен чисто да ви објаснам дека не сам овој слайд не само што е на пример за Македонија. Истиот важи за во Грција. Так. Со 15 минути е разлика во термините. Значи, ако мислиме дека отидов во Грчка на одмор, дека сме завршиле работа. Не, еве, значи ова е, дали е во Грција или е во Македонија, кај нас, еве. Да, ова е, значи долу ги имате месеците. Долу се гледаат месеците. Да, од страна е времето во текот на денот. Значи, горе се лево се напишани објаст. Сега што се случува? Имаме една празнина кога сонцето кај нас во било кој дел од денот не создава D-витамин. Тоа е од октомври
до април месец. Воопшто не создава. Џабе се појавуваме на сонце од аголот октомври. на сонце не се крева над 50 степени. Значи треба да е аголот на сонце над 50 степени алтитюд за да може да создаде УВБ зракот во Допирот кожата. со кожа да создаде нешто. Значи тоа загадување, ништо да нема, да е супер, ево Гевгелија да речеме. Да, Значи кај што Гевгелија, ветар дува и сонце да, има. кај што има сонце, тука сонцето џабе не создава до април месец, од октомври до Од април октомври не до април создава џабе не грее. не создава девитамин. Добро, Да. и сега ни остануваат месеците мај, јуни, јули Да. и август. Ви гледате како нагло пораснува создавањето на D-витамин. Значи мај, јуни, јули има совршено создавање на D-витамин, ама во кој период? Од 11 до 3. Во Кој тој излегува период- на сонце од 11 до 3? Не само што кој излегува, туку и да излеземе ставаме заштитен фактор. Да. А тој заштитен фактор го ставаме затоа што не сме доволно изложени на сонце. Сакаме да седиме 350 дена во канцеларија, додиме 10 дена на одмор да изгориме и да добиеме D-витамин. Не може. Така. Значи не може, ќе добиеме карцином на кожа, ама D-витамин нема да добиеме. Да. И една од групата на карциноми кои што потпаѓа под капата на недостаток на D-витамин е карциномот на кожа. Да. Значи, тоа што мора да разбереме е дека суплементација, поготово е на пример, јас работам со деца многу, каде ќе речат педиатрите, дел од педиатрите ќе речат лето дојде, не треба D-витамин веќе. А бебето не излегува летно време на сонце, го криеме. особено не во периодот од 11 до 3. Да. И тука е проблемот. Еве, кога одиме на одмор од Ние- 11 до 3 не се сончен. Ние направивме многу мерења на детската популација, каде што децата, веруете, подефицитарни се во лето, него што се во зима, зашто во зима примаат суплементи. О, да. И ние имаме дефицит на D-витамин во летен период, не во зимски период. Парадокс. И тоа е една енормна работа. Значи, препораките за Америка, например, ги прави, Соединетите американски држави ги прават препораките што се однесуваат FDA, нели? Да, Ги прави да. насоките на давање D-витамин. И они на Флорида имаат многу сонце. Да. Ама горе препораките им се подруги. По Северна Америка, што Чуни- има многу карцином на дебело црево, и те како се подруги. Се 3 до 6 хиљади се препорачува дневно за внес на За разлика од популацијата. Флорида и Тексас. Така е. Значи и Калифорнија, од тие Така е, таа наистали. ама и таму има дефицитарни луѓе кои што живеат натре, тука е проблем. Без разлика дури и да има, ако ние сме скриени од сонцето. Тоа мислам дека вака ме изненадува и паѓа многу во очи дека само колку краток период де факто од 11 часот од прилика до 3. Да, и од тоа 10, еве од 10 еве на нека пример, е од 10 од мај до 10 до 3, до да. 3 и тоа само во тие неколку 3 летни месеци, да. кога дури и да одиме на море не се изложуваме. И затоа фактички ние кога почнуваме да мериме кај популацијата, гледаме некои нивоа на витамин D кои што се многу загрижувачки. Еве, од мое искуство, но вашето искуство во овој дел е уште многу Да, поголемо. многу поголемо, пошто ние третираме. И постојано Да, работите да, со тоа. Да. Колку, како можеме ли да речеме вака една груба, не нели статистика сега правена официјално, туку вака од Не, 10 правена луѓе, статистика. колку нашето население има или нема? Зависи која популација. Ако земам да тестирам земјоделци, на пример од не знам, од Гевгелија, Така? тие ќе имаат добар D-витамин, што се Добро. изложени на сонце. И то само во овој период збориме кога создава, зашто се изложени константно, нели? Ама ако земеме да тестираме група од некоја фирма кај нас што се така. само 10 дена годишно на одмор, сите ќе бидат дефицит. Сите ќе бидат Сите без до разлика. еден, без разлика каква генетика имаат, без разлика колку били изложени на сонце ќе бидат дефицитарни. Зашто тоа што ќе произведе сега сонцето се користи во наредната недела, после тоа пак немаш да Толку брзо се троши. Значи, нашето тело толку брзо, рековме секоја клетка дека има рецептор, така што 24 до 48 часа активниот D-витамин се троши. Да. Сега останува следното прашање. Мислам дека добро разјаснивме за недостатокот и сите тие дилеми, дали е доволно на сонце, колку сонце, сите тие теми ги допревме. Да. Но што правиме кога имаме недостаток? Првото прашање е како се манифестира. Тазе татко си, така е. Да, Значи, на бебето му даваш D-витамин. така е. Ако на бебе од 3 кила му даваш D-витамин, зошто на возрастен човек од 80 кила да не му даеш? Така е. Така. Која е логиката, така? Да. Кога бебето и мајката седат во истата куќа, јадат иста храна, исто излегуваат на сонце. Зошто на бебето би му дал D-витамин, а мајката не би дал? Ете го одговорот на прашањето, сам излегува по себе. Така е. Некаква ние сме учеле во школа, така, сме учеле на факултет
првиот момент кој ќе даеме D-витамин дека ќе се направи хиперкалцемија, дека ќе се одма, драматично, дека ќе се драматично. зацементираат крвните садови, дека еден куп проблеми ќе настанат. На секоја капка да се тресе. Сме учели дека ремилинизација на нервен аксон не постои, така? Сега веќе Кембридж, ти не се Готово. сеќаш на Да. студијата, ја обяви сосем поинаку. И кој го прави тоа? D-витаминот. D-витаминот. Прашањето е како да се зема D-витаминот. Дали може да се даде општо да земе и на сите да им даеме D-витамин? Не можеме. Пред да преминеме на тоа. Да. Како се манифестираат недостатоците? Што ќе се појават кај луѓе кои што ќе се појави како симптоми или општо земено, се што можеме да очекуваме доколку еден човек има недостаток на витамини. Првен да земе дали е здрав тој човек. Така. Значи збориме за здрава популација со здрава генетика. Добро. А здрава генетика за создавање на D-витамин има 40% од популацијата. Само. Да, професор Коимбра вика 60% од популацијата има мутација на генот за создавање за примање на D-витамин. Така. За тоа што го збориме што е врзан со секоја клетка. Добро. Што се случува со здравата популација? Изнемоштеност. Неволност, значи ниско ниво на енергија, што викаме, ниско ниво на енергија. Болки во мускули, болки во зглобови, Депресија, апсолутно, главоболки. Тоа е едната групација. Еден огромен дел на симптоми кои што луѓето ќе си ги речат, еве, не спиев доволно, немам енергија, нешто се чувствувам. Да. Тоа е се D-витамин. Да. Втората варијанта е што се однесува кај тие што имаат мутација на генот. Недостаток на D-витамин, еден стрес, автоимуна болест. Значи, прашањето е само кој човек ќе доживее јак стрес. Стресот, знаеш, лачи кортизон, кортизонот ги деметализира гените, лошите гени и настанува тргнува процесот за автоимуна болест или карцином. Книгата што ја читавме, значи 6 групи на карциноми се директно врзани со недостатокот на D-витамин. Да. Хематолошките, леукемија и компанија, карцином на дојка, кој што го имаме на секој чекор, карцином на дебело црево, плуќа, кожа и генатуринарните простата и бешика. Дури читав интересни студии и ги споделувавме. Што ме тема на кој што најдам витамин D, одма разменуваме. Значи, само D-витамин напише на PubMed милиони кусур студии за само за D-витамин. Тоа сакав да кажам, беа поделени пациентите со очекувањата за преживувањето од конкретната малигна болест според нивото на D3 во крвта. Значи, и до толку зборуваме за некоја корелација. Абсолютно. Ајде каузалност, причинско-последичност уште не можеме нели можеби да објасниме. Но јасно се гледа корелација, дека има поврзаност. Немам време, нели сум ти кажал во Австрија кога бев на едукација. Да. И бев баш во центар, ортопедските центри се обично поранешни ТБЦ институти, клиники на планини направени за лечење на туберкулоза. Да, обично туберкулозата на коски била многу честа и за тоа. Има слики кај што откриле дека сонцето им помага, ама на некои заболени од туберкулоза. И не знаеле зошто. Цели деца, класови, седнати по гаки, надвор снег, учат настава на сонце. Да. Зашто што откриле дека успеале со тоа да делуваат многу добро, ама кај некои не знаеле. Са тие што не успевале, кај што не успевале, имале мутација на генот и не можеле да успеат со сонцето да ги излечат. Да. Среќа што се откри како хемиска варијанта да може да се дава на да го дадеме и како суплемент. Значи, ако вака сумираме за недостатокот на витаминот D, почнуваме од некои навидум наједноставни работи, од малаксаност, од ниско ниво на енергија, од депресија, кај здрава популација, па се до навлегуваме до доста сериозни кај автоимуните заболувања, па дури и кај малигните заболувања. Токму така. Сме разговарале дека и со дијабетот има некои поврзаности, со метаболичкиот синдром. Автоимуно заболување. И ги гледа например, ја никад не сум знал мигрена дека е автоимуно заболување. Да. Мигрена е сврстана во заболувањата со автоимунизм и се лечи со D-витамин. Значи, гледаме фактички сега вака презентирајќи дека витаминот D всушност испега дека има едно прилично централно место во здравието според сите овие студии за кои што зборуваме. Колку страни беше книгата, што ти вредно? Преку 600 мислам. Не, 2400 страни, тоа е едниот том, само 600, 2400 страни книга. Да. Ако не беше бита, немаше да има толку. Не може толку студии да има и не може толку многу да се апсолутно да се утврди. Како се испитува, како се мери, како еден човек може пациент да знае
Кое е нивото на витамин D кај него? Првен, тоа што треба е луѓето да не земат сами да надополнуваат D витамин. Тука може да настане голема штета. Затоа што кај например кај дете, еве да речем до 5 годишна возраст, секогаш можеме да еме без испитување D витамин. Така. Како една превентивна терапија, без никаква секирација дека ќе направиме некаква штета. Зборам во нормални граници D витамин. Например, само со испитување на D витамин. Ама, например, да земам да го надокнадам кај мене D витаминот, да дам D витамин, без да испитам, например, паратироиден хормон. Кои се тие работи што треба дополнително, значи витаминот D, како се испитува, и кои се другите параметри кои што треба да ги испитат? Кои работи се врзани, значи метаболизмот на калциум е единствен проблем кај хипервитаминоза од D витамин. Значи, калциум треба да се испита? Калциум треба да се испита спрегата што ја прави таа хипервитаминоза, калциумот е паратироидната жлеза. Односно паратироидниот хормон. Паратироидниот хормон, значи е еден показател и тие се обично како на вага. Ако D витаминот е низок, паратироидниот хормон е во плафон. И он се регулира со давање на концентрација на D витамин. Ама не смееме да даеме D витамин без да видиме дали паратироидната жлеза е чиста. Затоа што ако има настанато секундарен хиперпаратироидизам, ако има настанато некој еден на паратироидна жлеза, може да направиме страшна штета ако даеме D витамин. И тоа е тоа што се плашат нашите доктори. Тогаш можеме да направиме хиперкалцемија кој што веќе ја има пациентот. Да. А ние со D витамин ќе зголемиме ресорбцијата на калциумот во цревата и тогаш ќе направиме уште поголем проблем. Значи на почетокот треба да ги испитаме, а кога веќе од крвта се зема, тоа се мери. Зборуваме за мерење на калциумот, зборуваме за мерење на парахормонот и зборуваме за самото ниво на витаминот. Убаво е да се знаат како функционираат бубрезите. Така. Значи да знаеме уреа креатинин барем да се знае. Зошто ова е повеќе медицински работи, мислам дека ова не треба знае зашто пациентите ќе земат сами да се дозираат и тука може да настане многу грешка. Медицинските мислам дека треба да побарат лекар кој што знае проблематиката. Сега значи правиме многу предавања и сите овие работи за едукација на нашите колеги. Да можеме на ниво на држава да покренеме некои работи, да може да се ние не зборуваме за паушално земање на D витамин. Така. Збориме за регулација на недостатокот на D витамин. Значи фактички зборуваме за како да стаса од дефицит, како да ги постигнеме некои нормални физиолошки. Точно така. Значи физиолошки не влегуваме да влезе во интоксикација. Значи зборуваме да има на горна половина во крвна слика да биде D витамин. И тоа не интересира за општата популација. Настрана сега после ќе зборуваме за болести. За болести тоа веќе посебно друга тема. Тоа е вториот дел од разговор. Апсолутно. Но зборуваме за општата популација, со овие мерења треба да и со дозата која што евентуално ќе треба да се даде, ќе се процени колку, треба да се стаса до нормалното физиолошко ниво на витамин D. Точно. Професор Коимбра, кој бев кај него на едукација, вика, знаете, кога слушна каква е нашата држава, само Сао Пауло, кај што бев на едукација, има 16 милиони луѓе. Во споредба со Бразил, Македонија. И кога кажав, вика, вашата држава, па вика, вие знаете ли каков успех може да направите? Може да немате аутизам во државата. Како, викам, професор? Вика, само надополнете го нивото на D витамин кај трудници. Значи, само да го надополниме нивото на D витамин кај трудници, можеме да не бараме паушално да им даеме на трудниците. Иако ни едно инвитро веќе во Германија не иде без 10.000 единици, ама пак и тоа е грешка. Значи треба да се испита и да се дае толку колку што им треба на луѓето. Така. Како што се надокнадуваат еден куп параметри во крвната слика, така и ова да се надокнади. Сега стигаме до големото прашање, до прашањето на отинели витаминот D, досега го зборувавме физиолошкото прашање, до каде да стасаме, како да стасаме до нормалното, некако да се извадиме од недостатокот. Сега веќе зборуваме дека витаминот D се зборува и се спомнува како дел од официјална терапија. За тоа зборувам. Професор Коимбра, кој што често пати нели го спомнуваме. Мислам дека иако не е пионерот во светот за овој тип. Да, има уште еден од Бостон Children's Hospital, не ми текна се името како се викаше, двајца се што значи на повеќе места, да. И сега веќе се отвора прашањето витаминот D и неговата улога во терапијата на болести, кои се тие болести, сега ќе кажеме. Според професор Коимбра,
А да кажеме дека професор Коимбра не работи алтернативна медицина. Не, апсолутно. Човек што работи епигенетикс, значи работи Епигенетика? испитување на гени Официјално и утврдување признаен во што треба и како треба со еден куп апстракти на PubMed со сите можни научни трудови, значи само што он објаснува, не може да се направи дупла слепа проба кај D-витаминот. Значи не можеме како шеќераши да испитаме. Зарем можеме ли да го земеме на група на диабетичари и да ги ставиме половина да примат инсулин, половина плацебо лек да им даеме. Не би било етички. Така, Не можеме значи, тоа да го не можеме тоа истото да направиме. Испитуваме, има дефицит, има нарушена генетика, даваме терапија. Тоа е тоа. Сега, кои се сите тие големи групи на болести каде што витаминот Д влегува во официјалната терапија, еве според дали зборуваме според Коимбра протоколот или според другите научници кои што работат за тоа, кои се тие групи каде што витаминот Д се појавува како дел од терапијата? Ја не знам зошто дали заради фармацевтската индустрија, дали ова не е прифатено од конвенционалната медицина. Професор Коимбра вика дека е така. Така? Иако он изложува и на конгреси, еве у Германија, сега беше у Португалија, имаше предавања. Тоа што он го кажува, значи ова сепак е протокол кој што трае 12 години. Он тогаш има почнато пред 12 години? Да, пред 12 години, значи почнал со терапија и веќе има пациенти кои што се 12 години без автоимуна болест. Да. Тоа се сериозни бројки. Значи за тие 12 години тие луѓе би може животно загрозувачки да биде нивната. Дали кај сите делови, еве сега кога збориме на пример, се отвараат многу, ако земеме да почнеме со МС. Да. Значи со мултипла склероза. Мислам дека и така е почнат доктор Коимбра. Најмногу дека тука има. Да, кај МС, да. Кај МС имам најмногу истражувања. Да. Дали кај сите пациенти ќе даде позитивен одговор терапијата со витамин Д, со високи дози? Проблемот е што стресот е активаторот на болест. Така. Иначе кај сите ќе даде. Проблемот е што стресот да можеме да го ставиме у фиока, малтене само тоа релапсите ќе се намалат на пример кај на МС на половина. Ама луѓе сме и стресот перзистира. Луѓе под јак стрес не може со D-витаминот да направат чудо. Така. Тоа што и Коимбра кажува, Коимбра вика ние не откривме начин како да излечиме болеста. Да ја ставиме под контрола. Да ја ставиме да не напредува. Да застане таму каде што е. И според мене тоа е огромен успех. Како не? Огромен успех. Се што е друго е плюс. Реемилизација, сите тие процеси се плюс. Има ли он правено статистики во однос на тоа? Се има. И колку од неговите пациенти колку ендокринолог викна еден во емисија и рече кај колку луѓе инсулинот е делотворен. Кај колку? Зависи затоа што зависи. Да, затоа што ќе ти каже дека зависи дали е умен пациентот или не е умен. Зависи дали колку се придржува до терапијата. Ќе се боцне инсулин и ќе иде да јаде парче торта после тоа. Така. Ние луѓето сме неумни по природа и значи, но тој сепак тврди и има и докази за тоа дека кај поголем дел од пациентите ефектите ги има. Апсолутно, значи тоа што го кажа ти на почетокот, D-витаминот е имуномодулатор. Да, тоа да го објасниме зошто. За разлика од конвенционалните терапии кои што одат скоро кај автоимуните болести, сите се имуносупресиви. Значи го намалува нивото на реакција на организмот. Кој што фала му на Бога што постојат. И они си имаат своја улога, значи никој не зборува за конвенционалната медицина. Тоа се многу истражувања, многу работи што се правени апсолутно да си ги слушате докторите пациентите си ги слушаат докторите што ги водат. Ние зборуваме за нешто што е во експериментална фаза на испитување, ама кај луѓе што се животно загрозени, не вреди да се проба. Дали пречи на официјалната терапија, паралелно со официјалната терапија, ако за МС конкретно го зборим? Не пречи. Тоа не пречи, само што се намалува дејството на D-витамин. Ова е имуномодулатор, ова е имуносупресив и практично не може да има меѓусебна интерференција. Апсолутно. Автоимуните болести, D-витаминот го едуцира, он е одговорен за 4000 клеточни процеси. 4000 клеточни процеси. Он го едуцира човековото тело како да не си го напаѓа собственото тело. Да. Тоа е за многу сегменти битен. Сега да го
запазиме првиот принцип на медицината. Првиот принцип на медицината нели вели примум нил ноцере, или прво да не наштетиме. Така е. И ако сега зборуваме за витаминот Д, слонот во собата, кој што би било прашањето е да не направиме хиперкалцемија, да не го покачиме калциумот многу. Така си. Да го одговориме сега ова прашање за да го запазиме првиот принцип на медицината, да не му наштетиме на пациентот. Точно. Ја работам сосем друга патологија, например, со децата. Така. Едуциран сум кај професор Граф, например, за скрин на колкот. И тоа вика што треба да направиме не е проблем да утнеме лош колк. Така. Проблем е да даеме третман на здрав колк. Така. Затоа што тука штетата е многу поголема. Тоа е тоа што сакаме да го спречиме. Прво да не наштетиме. Да, како го спречуваме тоа? Со анализи. Да. Значи, посем даена месец дена терапија, идеме правиме и гледаме дали има хиперкалцемија во организмот. Така. Ако има, ја бараме причината зашто е таа таму. Да. Не постои хиперкалцемија кај Он 12 години работи доктор Коимбра. Мислам дека до сега ако имаше драстичен проблем со калциумот ќе се видеше. Протоколот на професор Коимбра, тоа што не се знаеше до сега, е како да се даде Д-витамин, а да се избегне токсичниот ефект на Д-витамин. Така, у една реченица убаво објасни. Да, значи протоколот е следен со тоа што он ги ограничува сите пациенти да внесуваат калциум. Како? Што е тоа што треба да го избегнеме? Делот од храната кој што има, не може комплетно да се исклучи калциумот од храната. Но кои се тие што треба да ги избегнеме? Затоа што тие пациенти кои што се лечат со Д-витамин, нивниот Д-витамин е во токсична доза. Збориме енормни бројки во крвната слика. Како успева он да го направи тоа? Успева со тоа што на пациентите им ограничува влез на млечни производи. Тоа е прво. Влез на семиња, семки, апетисани, значи се исклучува од исхраната. Јаткасти. Јаткасти, да. И што прави? Внесува големо количество на ниско вода што нема калциум во неја. Нашата вода отприлика спаѓа овдека. Нашата вода скоро сите води се испод 100 мг кои што спаѓа во препорачаната листа на. И таа во Скопје? Среќни сме што не од чешма не. Од чешма не, се разбереме погрешно. Збораме тоа прашање. Да, од чешма не. Некој филтер кој што докажува дека го трга калциумот од храната може да се користи како таков, ама кај што докажано. Проблемот од чешма има над 100 мг калциум. Што значи дека човек кој што е на Коимбра протоколот не сме да пие. Не сме да пие вода од чешма. Добро. Да. Значи мора да е строго контролирана таа фаза, дури доаѓаме до ситуации луѓе кои што го следат доследно протоколот да влезат дури многу низок калциум воопшто не внесуваат. Па тука дури малку интервенираме со нешто од калциум, да. И сега прашањето кое што останува, кои се останатите? Значи еве ги спомнавме автоимуните. Да. Дали тука и кај ревматоидниот артрит? Кој се искуството кај сите ли? Ревматоидниот артрит е автоимуна болест. Имено, но дали кај сите искуството на професор Коимбра не е само со МС, туку и со ревматоидниот артрит? Кога увиде дека делува вако, сигурно се проба на сите аспекти и страшен напредок има кај сите автоимуни болести, дури он има објавено за псоријаза, има за витилиго. За псоријаза? За еден куп работи има објавено апстракти на PubMed и се стојат тие, може да се прочитаат. Не е нешто што е, збориме со случаи, со слики, со сите работи како функционира. Како одговара остатокот од стручната јавност? Професорите другите ортопеди, ендокринолози? Не може да одговори. Дали кои се контрааргументите под наводници? На кој начин одговараат колегите кои што, ако има противници, да речеме? Многу е жално. Како аргументираат? Не, аргументираат лесно. Например, анализата, прва анализата ќе видат ете има Д-витамин доволно телото, не треба Д-витамин. А кај има Д-витамин? Д-витаминот е на долна граница. Знаеш. Тој Д-витамин не е обезбедил ни калциум доволно за коските, а камоли нешто повеќе од ортопедска гледна точка. Значи, се што е под половина од средна референтна вредност на Д-витамин, веќе го нарушува метаболизмот на калциум од цревата. Телото не обезбедува калциум од храната, а паратироидната жлезда хипертрофира со својата функција за да обезбеди калциум, а од кај го обезбедува тој калциум? Од коските. Од коските го и ги прави коските остопротични, ги прави кршливи, остеомалатични кај деца, значи омекнати, искривени, еден куп проблем кај популацијата само заради дефицит на Д-витамин. Да. Кој што се решава многу едноставно. Кои би биле пораките за крај? Освен тоа што сменивме, мислам дека отворивме многу дилеми или
само земањето, само лекувањето со витаминот Д, мислам дека тука Не е прилично. нешто што не може да се испита. Така. Значи, треба, ние сега со колегите организираме едукација за нив, правиме... Што ќе биде темата Правиме- на таа едукација Да, наскоро? како да надополниме D-витамин кај здравата популација. Така. Значи, болестите се сосема друго. Да го надополниме D-витамин без да направиме штета на организмот. Да. И со тоа што не може, уште еднаш мора повторам, не може да иде стандардизирано за цела популација. Затоа тие стандардните дози се енормно ниски. Па ниски се, нели, Значи, збориме 400 или 800 да. интернационални единици на Тоа е земено здрав човек. најбезбедното можно Најбезбедното што нема дал го направи зимаш, дал не го хиперкалцемија. зимаш. Небитно. Небитно. Да, апсолутно да, небитно. да, Значи да. е битно можда за некои ситни параметри во крвната слика да навлеземе у хиперпаратоидизам, али не е нешто што може направи добро на популација. Што очекувате? Оваа приказна ќе се развива дополнително, витаминот Д да го следиме со внимание? Тоа што знаеме до сега, ние 4 години го работиме D-витаминот во нашата амбуланта. Знаеме дека имаме супер искуства со пациентите. Дури кај здравата популација доаѓаат и кажуваат дека многу осеќаат разлика од кој ќе прима D-витамин, а од хиперкалцемијата не постои. И тоа е тоа нештото што до сега сме се секирале, сега веќе не се секираме затоа што го имаме како искуство. Сега кај токсичните дози на D-витамин, тамо на долг пат ќе се размислуваме, ќе видиме. Да. Ќе видиме, никој не може да знае што ќе се случи за 50 години, ама кај некои болести се исплати да ризикуваме затоа што го нема тој животен спан. Тоа што е интересно, би сакал да го кажам дека ние честопати не е ова прв пат во медицината да се соочуваме со новости и новостите да бавно да се пробиваат, иако на крајот ќе се испостави дека тие новости биле целосно во право. Само два примери би дал. Првиот пример би го дал за познатата доктор Али Стюарт, епидемиолог, која што има во 54-та година откриено дека кога бремени жени ќе бидат изложени на рентген зраци, кај дечињата расте веројатноста од леукемија. Значи, значително. Кога таа го објавува тој научен труд проаѓа толку многу време, официјално за да се прифати проаѓа 25 години. А нејзината наука е безпрекорна. Значи она тоа го покажува толку цврсто и има тука многу дилеми дека била жена, дека XY, мислам дека од милион причини не било прифатено и се истрошени 25 генерации додека да се прифати како стандард и да го видиме тоа знакче, нели, забрането бремени жени да бидат изложени на рентген зраци. Втората таква приказна која што ја споделувам често со пациентите е приказната за доктор Семелвајс. Што прави тој? Тој открива, следи две болници во Виена, кон крајот на 19-тиот век. Следи две болници во Виена. Во едната има значително поголема смртност на жените откако ќе родат. На родилките значително поголема смртност, некаде над 35% од другата болница. Споредувајќи ги двете болници, утврдува дека во едната, во првата, таму каде што е повисока смртноста, дека во подрумот има мртовечница. И колегите всушност не ги мијат рацете, нели тоа е периодот кога уште бактериите не ни се познати. Колегите држат долу часови по аутопсија, нели по анатомија, часови по анатомија и потоа одат горе и пораѓаат без да ги мијат рацете. И доктор Семелвајс ја поставува таа работна теорија дека има нешто на рацете на лекарите кое што долу го носат горе и работејќи го пренесуваат и затоа починуваат пациентките. Доктор Семелвајс е избркан од работа. Зошто? Заради тоа што на нашите колеги им ја наметнал само тезата дека може би докторот е виновен за смртта на пациентот. Да. Тоа предизвикало таков револт кај колегите дека тама работа, како можеме ние лекари да предизвикаме смрт кај... Да има нечисти раце, нема шанси, доктор. Нечисти раце нема врска. Мислам, одбиле, бил избркан од работа, се сели во својот роден град, оди во Будимпешта, и таму доктор Семелвајс е на подсмев на стручната јавност, завршува во психијатриска установа, бива претепан од болничарите и на 10-тиот ден од хоспитализација починува еден од, мислам,
едно од имињата кое што треба да се памти во медицината. Зошто? Само заради тоа што години пред да се откријат бактериите, он предпоставил дека има некоја конекција. И сега ние имаме примери за рентген зраците. Да. Имаме примери за за миењето на раците. За лековите да не зборувам, кога прво сме откриле тератогено дејство, нели прво ќе се открие талидомид, па ќе се испостави дека прави проблеми. Ќе се повлече. Генерации проаѓале. И еве сега сме соочени што нешто што барем како работна теорија, еве, ако толку барем прифаќаме, да го ставиме на маса и научно Да разговараме. Така е, да разговараме, значи, апсолутно. Научно да го обработуваме прашањето без осудувања, без обвинувања, едноставно дајте луѓе сите да анализираме има ли вишок на калциум, нема ли вишок на калциум. Не само тоа, значи фали железо во телото, даваме железо. За тоа немаме гајле. Железо да дадеме, немаме гајле. Значи, зошто кога фали D-витамин не даваме D-витамин? Даваме D-витамин, не се поправа D-витаминото крвната слика, а не е доволно е. Да. Значи, ова е доволно, иначе ќе ти се зацементира цело тело. Значи, не е доволно. D-витамин, затоа постојат референтните вредности, така? Така. Исполнете се или не се исполнете. Дај да видиме колку треба за да ги исполниме. Имаме генетика. Направете ја генетиката. Видете дали постои нарушување на тие рецептори. Ако постои нарушување, тогаш значи има причина зашто тоа така се случува. Да. Не е така едноставно. Ако имаме време, ще една интересна, да ти кажам, кратко е. Секако. Има едно швајцарско епидемиолошки податок, едно швајцарско градче на Алпите, екстра чист воздух, екстра чиста клима. Так. А заради поставеноста на градот, заради околните планини, во тој период кога создава D-витамин сонцето во сенка. Во сенка градот. И не прима сонце. Страшно висока бројка на малигни заболувања, страшно висока бројка на автоимуни заболувања. И градот е веќе 5 или 6 година под висока доза на D-витамин. Значи прима популацијата возрастна од 6 до 8 илјади единици дневно, општо даено, без контроли, без ништо. Страшно намалена бројката на тие болести. Сакам да речам, статистика. Имаме примери. Има статистика, само дискусијата да ја држиме отворена и ќе се покажат податоците, ќе се покажат сами. На телефоните им треба апдейт, а камоли на медицинската наука. Апсолутно. Доктор Тони, благодарам многу. Се гледаме пак во следна прилика. Се гледаме. Обавезно. Разговорот за витаминот Д неминовно не носи во лабораторија. Разговараме со доктор Јагликовски, шеф на лабораторијата Авицена. Што го прави толку актуелен витаминот Д? Витаминот Д си актуелен многу време уназад, од почетокот на минатиот век, кога е откриен како субстанција битна за организмот, и е на почетокот така крстен витамин Д. Меѓутоа, со текот на времето, првично, како што се утврдува, за многу битен фактор за метаболизмот на коските, односно калциумот, со тек на време, како самата технологија се развивала, се откривале неговите ефекти кои што навидум со тогашните технологии не можеле да бидат откриени. Да. Така да веќе е ставен во групата на хормони, значи субстанции кои што имаат многу покомплексно дејство за разлика од класичната, да речеме, групација на витамини. Веќе се знае дека неговата функција не е една, туку влијае во сите ткива во човечкото тело. Се уште се истражува, затоа што е прилично комплексен метаболизмот на витаминот Д. Оној, така како што си го знаеме, од пред 40-50 години. Демек само за коските и за калциумот. Денешната литература, само да ви покажам еден учебник да видите, од 2 тома по 1200 страни секој том. Само за тема витамин Д. Витаминот Д. Значи, колку е богата тема, колку широка и колку се уште се истражува. Да, си останува првичното значење, она првично како што било откриено за метаболизмот на коските, цврстината на коските, метаболизмот на калциум, фосфор и така натаму. Меѓутоа, се повеќе и повеќе функции се откриваат. Кои форми на витамин Д ги познаваме и на кој начин се разликува нивното детектирање во крвта? Витамин Д е еден, како таков, да речеме, главен метаболит. Меѓутоа, потеклата му се различни. Така. Она што е од животинско потекло, што го внесуваме преку храна, или ние, нашето тело што го синтетизира под дејство на сончевата светлина, се нарекува витамин D3. Така. Или холекалциферол.
Она што потекнува од растително потекло, односно од сорти на печурки, се нарекува витамин D2 или ергокалциферол. Значи и едниот и другиот можеме да ги внесеме преку артикли кои што во себе го содржат. Така. Но што ќе се случува понатаму во организмот е веќе сосема друга приказна. Овие две форми најчесто ги има во суплементите што ги наоѓаме и по слободен избор, и во аптеки, и во Дали прави разлика ако некој пациент земе D2, некој земе D3? Дали прави разлика во Во суплементите? принцип, бидејќи е обичен суплемент во прашање, заедно ергокалциферолот или витаминот D2 конечно ќе се преработува како и витаминот D3 во понатамошните фази на Со цел на огранот и D3 да истиот сте. ефект ќе го има. Меѓутоа е многу помалку активен визави витаминот D3 или холекалциферолот што го знаеме. Капките вигантол најчесто што од време постојат и се користат, содржат токму витамин D3 или холекалциферол. Тој хемиски назив да речам на витаминот D3. И во крвта кога детектираме, што детектираме? И сега вака, порано, уназад да речам добри 10 години, многу беше се уште технолошки комплексно, комплицирано да се изработи, да се открие холекалциферол, односно витаминот D3. Се додека науката, технологијата како што оди напред, не доведе до ситуација, односно до размислување дека не треба да го мериме тој дел или таа фракција како витамин D3 или холекалциферол, туку еден чекор понатаму. Тоа е првиот чекор кон активирање на витаминот, тој класичен D-витамин, кон хормонската форма. И тоа е веќе 25 хидроксивитамин D3 или калцидиол, калцифедиол, по различни називи го има. Тој го мериме на ваквите апарати. Меѓутоа е многу битно кој производител на апаратура, на хемиски реагенси и така натаму, на тестови, да речам, колку ќе биде осетливоста, сензитивност и така натаму. Сите тие нешта, специфичноста во реакцијата. Меѓутоа токму овој дел, почетокот на метаболирањето на оно што ќе го имаме во нас, за да премине во хормонски активна форма. Првиот чекор, тоа е тој калцидиол. Зошто? Понатаму следува, тоа се случува во црниот дроб, кај во секој наш организам е така. Од црниот дроб преку посебни носачи се носи до бубрезите, овој калцидиол. Таму дополнително се метаболира во калцитриол, или така, ние во нашиот жаргон да речем биохемиски го викаме 1,25 дихидроксихолекалциферол, тоа е активната форма. И таа може да се мери во лабораторија. Меѓутоа, таа количина прво е многу помала во однос на она што го мериме претходно, или вкупен витамин D3, а и се уште си постојат, да речам, доктринарни ставови во светот, што да се мери, а што не толку да се инсистира да се мери. Се уште, верувам некои од колегите нема да се согласат со тоа, меѓутоа мора да почитуваме доктринарни ставови. Се уште не се препорачува мерење директно на активната форма. Затоа што таа си има и друго клиничко значење, како што умееме ние лекарите да кажем. А најмногу соодветствува во студиите што ги направиле, токму овој калцидиол, калцифедиол или само првата фаза на активирање на витаминот D со резервите што ги имаме во организмот. И последното прашање би ве прашал, имате секојдневно искуство со мерење на витамин D кај нас. Може ли една вака ненаучна груба статистика да кажеме колку често се среќава недостаток, колку често се среќава изразит недостаток кај населението на витамин D? Без разлика и да не правиме некоја студија од она што секојдневно го гледаме, на вистина секој ден ги приметуваме нештата, мора да следиме и литература. Бидејќи ништо не се произведува кај нас, нити од реагенси, нити од прибор, подготовка за следење на метаболизмот на витаминот D, значи мора да следиме и светска литература, што таму се случува. Веруете дека буквално се, да речам, идентични заклучоците што ги добиваме, така ако ги анализираме, некоја груба статистика. Добро. Во најголемиот дел од нашето население има недостаток, односно дефицит. Сега, не сме ние единствени такви, во целиот свет е така. Без оглед дали е во северниот дел од планетата, да речеме, кон северниот пол, колку одиме или кон екваторот, ние имаме повеќе сонце, ке речеме, часови сончеви да можеме да бидеме изложени, па во кожата да почне начинот на создавање на витаминот D.
Меѓутоа, и во нашата популација има подеднакво недостиг, како и во популација што живее во посеверните краишта. Значи, тука влие и исхраната, изложеноста на светлина, понатаму. Неколку пати сум спомнувал, постои интернет, постои Google, има се таму, се ќе прочитаат луѓе, не излегувајте на сончева светлина да не добиете карциноми на кожа и така натаму. Во ред, секој претерано, нели, екстремно нешто може да доведе до проблем. Меѓутоа, природата така не создава. 10, 15, 20 минути на сончева светлина е доволно на откриените делови од телото за дневната доза на витамин Д да се да се создаде во телото. И покрај сето тоа, работните навики што ги имаме, многу други битни фактори што не е во моментот да ги спомнувам, влијаат буквално на нивото на концентрацијата, да речем, на витаминот Д што имаме во нашите организми. И во нашата популација, без користење на суплементи, поготово има различни типови кои што се прилично ефикасни кога се по препорака на лекар, затоа што немаат сите иста и важност и концентрација и така натаму. И покрај сето тоа се открива колку време треба да давате суплементи за да се влезе во онаа нормална концентрација, очекувана. Не е преку така. И Светска здравствена организација има направено градација на тој недостиг. Така? Дали е умерен недостиг или е апсолутен недостиг од она што го имаме, или дали е во еден вид нормален, очекуван интервал, а широк е интервалот нормален, на нормални вредности, да речеме од 75 до 250 наномоли на литар по ЕСИ систем единици. И 240 не би било токсична. Има доста дискусии околу тоа, меѓутоа пак според Светска здравствена организација е ставено како горна граница каде што веќе може да се дискутира понатаму дека може да има токсични значи ефекти. сигурно е далеко од границата. Па далеку се уште. Варира малку границата кај деца и кај возрастни, тоа се пак и речам светски статистички заклучоци. Некои од колегите, зависно каде, во кој регион се живее, ги прифаќаат, некои не ги прифаќаат буквално тие граници. Меѓутоа се уште стои таа граница од 50, да речеме, наномол на литар до 75 дека се рачуна релативен дефицит. Значи организмот ви функционира, меѓутоа ќе биде побавен, ќе му треба компензира, велиме медицински. некако како ќе успева, меѓутоа тогаш се чувствуваат и први симптоми. Се што е под 50 концентрација од наномоли на литар веќе е апсолутен недостиг, така и се прикажува. Тука веќе дефинитивно има разни проблеми. Мислам, нема да поверувате, нема веднаш да ви текне да ги поврзете симптомите како проблеми кај еден човек. А всушност витаминот Д бил. Точно така. Значи затоа што е прилично голема шароликоста на неговото дејство. Доктор Егликовски, многу ви благодарам и во наредна прилика повторно ќе поразговараме. Во медицината почитуваме два принципа. Првиот принцип вели primum nil nocere, или најнапред да не наштетиме. Ќе направиме се, но нема да му наштетиме на пациентот. Вториот принцип вели медицина основана на докази. Се што сакаме да направиме како интервенција, откако веќе сме сигурни дека нема да наштетиме, мора да биде базирано на докази. Витаминот Д се чини дека го пробива својот пат. Се чини дека се повеќе и повеќе научни студии го трасираат патот и го пробиваат витаминот Д од навидум алтернативната во официјалната, конвенционалната медицина. Уште колку време ќе треба за тоа докрај официјално да се прифати, ние уште тоа не го знаеме. Но должни сме да споделиме и со општата, и со стручната јавност дека витаминот Д дава надеж за многу состојби за кои што во моментот имаме големи прашања и големи проблеми. Почнувајќи од самото подсетување кога можеме да бидеме изложени на доволно сонце за да имаме витамин Д, како се внесува, дали е хормон или е витамин и од низа други прашања, сваќаме дека има многу заблуди, но една по една ќе ги расчистуваме сите. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте и денеска со нас и следната недела повторно се враќаме со интересна тема, со една цел – да го едуцираме населението
здравствена едукација базирана на докази и да го промовираме јавното здравје. За крај, се заблагодаруваме на нашите спонзори Алкалоид и Авицена, без кои што овој проект немаше да биде можен. Ви благодарам.